Пријатели, добар ден и од мене. И добре дојдовте во уште една рубрика Прашања и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам на неколку ваши прашања, кои што дел се поврзани со исхрана, дел се поврзани со климатизација и нешто што е актуелно во овој период, но како и да е за секој од вас кој што можеби не знае како да ме искомуницира и како да добие одговор на неговото прашање, слободно може да ги користите моите профили на социјалните мрежи на Инстаграм и Фејсбук, најмногу ја правиме таа интеракција, може да го користите хаштагот #AskJosif и може да ги користите телефонските броеви на телевизија Телма и така практично да избереме и делот можеби вашето прашање за да му дадеме време и одговор овде. Првото прашање за денеска ни доаѓа од Марија со долна црта Цинцаровски, кој што прашува дали со возење велосипед може да се намалат килограми. Марио, ја не познавам физичка активност со која што не може да се намалат килограми. Целата идеја и стравот можеби кај многу од луѓето да побараат некаква потврда од компетентен човек, можеби за тебе компетентен човек сум јас, е практично немање на доволно самодоверба. И што значи тоа? Повеќето од луѓето многу често ми поставуваат прашање дали може со оваа вежба да се направат стомачи, дали со оваа дисциплина може да се намалат масти, дали со ова ќе намалам килограми, затоа што не веруваат дека може да го направат тоа. Пред се не е намалувањето на килограми поврзано со одреден рецепт, не е намалувањето на килограми поврзано со одредена дисциплина, 3 вежби, одредено апче, препарат или не знам производ кој што ќе ти ја направи магијата. Тоа е само резултат на имање на навики кои што нема да те здебелат. Мојата филозофија која што за мене функционирала и сум ја прифатил е 80% фокус на исхрана, 20% фокус на вежбање и тие 20% кои што ќе ти бидат фокус на вежбање избира да ти бидат она што на твојот карактер најмногу му одговара и она што ќе ти направи да не се откажеш на долг рок, затоа што единствено нешто што прави разлика во резултатите е континуитетот кој што секој од нас ќе би требало да издржи да го прави. Така да, можеш да намалиш килограми со велосипед, ама да возиш точак и ништо друго да не припазуваш со исхраната е погрешна стратегија и никогаш нема да ти донесе резултат. Второто прашање доаѓа од Дита Лушај, која што прашува дали во текот на бременоста треба да се пие многу вода, односно како што кажавте на 25 килограми 1 литар вода. Дита, ова не е, значи 25 килограми 1 литар вода на 25 килограми не е многу вода, туку тоа е правило кое што го поставила Светска здравствена организација и тоа подразбира дека тоа е доволно вода за да телото и метаболичките процеси функционираат како што треба. Во случајот со твоето прашање со бременоста, не значи дека треба да се намали, напротив, и како е потребна хидрација, особено кога си во бременост. Она што само можеби треба човек да припазува е да нема огромни дотури на вода. Од типот, гледај да количината која што можеби ако за тебе треба 3 литри во текот на денот, да таа количина од 3 литра ја додаваш на што помали млазови, од типот да пиеш по половина чашка, можеби на пола час до 1 час. Значи, не дека ќе ти наштети ако пиеш по една чаша, но во секој случај ако можеби имаш проблеми со мачнини, со одредени специфични појави кои што се резултат на бременоста, тогаш гледај во што по-мали количини да ја додаваш водата која што ти е потребна. Правилото од 25 килограми на 1 литар вода на 25 килограми телесна маса останува и сега, дури можеби и да треба повеќе, но во секој случај може да се консултираш за тоа подобро и со твојот доктор кој што ја следи твојата бременост. Следното прашање доаѓа од Јаковлевски 01, кој што прашува колку време после тренинг се препорачува да имам оброк. Јаковлевски, едно од работите кои што исто можеби сум ја зборувал во некој од овие рубрики и одговарајќи на ваши прашања е дека во првите 30 до 40 минути после физичка активност има еден период кој што се нарекува метаболички прозорец и тогаш практично на телото му е потребен регенерацијски оброк кој што би требало да содржи аминокиселини, односно протеин, би требало да има брз шеќер
кој што ќе овозможи скок на инсулинот за да можат мускулните влакна да почнат да се крпат. Народски кажано, тоа значи дека во првите 30 до 40 минути ти е потребен оброк после завршување на физичката активност и ако мене ме прашуваш, јас би ти препорачал тоа да го правиш на начин на суплементација, користејќи одредени можеби прашоци, протеини и слично шејкови, затоа што класичната исхрана и треба одреден период за да се свари, да се обработи и да дојде до крвотокот и до мускулните влакна и ќе го испуштиш оној метаболички прозорец кој што и те како е важен. Така да првите 30 до 40 минути ти се важни за кога да го имаш тој регенерацијски оброк. Следното прашање доаѓа од Ивана, која што прашува дали вежбањето може да го излечи мамурлукот од алкохол. Ова е супер прашање, Ивана. И многу луѓе многу од нас се обидуваме на најразлични начини да го лечиме мамурлукот, кои со лежење цел ден и гледање филмови, кои со можеби пиење на активен јаглен, кафетини, парацетамоли, аналгини, но дефинитивно вежбањето исто не може да го излечи мамурлукот, можеби само ќе ти даде подобро чувство, ќе намали грижата на совест која што повеќето од нас ја имаме, и тоа дека ако мислиш дека со потењето ти ќе направиш некаква разлика, па и не е баш така, затоа што телото може да метаболизира и да обработува по една пијачка на час. Тоа значи дека твоето тело може да обработи една чаша пиво на 1 час. Но кога во 2 часа или 3 часа ќе се соберат многу повеќе пијачки, тогаш се случува хаварија. Ти при тоа ќе легнеш и ќе одспиеш сигурно 8 часа, веќе телото ќе се изнамачи тоа да го обработува и да се детоксицира, така да веќе вежбањето следниот ден нема ништо посебно да придонесе, само реков, можеби ќе ти придонесе подобро чувство, ќе се излачат ендорфини, ќе се испотиш, ти ќе си ја намалиш грижата на совеста и у секој случај е добро да го направиш, што немој да очекуваш дека ќе ги изгориш сега сите тие калории кои што си ги внела преку алкохолот претходниот ден. И последното прашање ни дојде пред малку телефонски и вели која е најдобрата собна температура што би требало да ја постигне клима уредот и дали постојат некакви сетирања и оспособување на филтрите за да влегува почист воздух во собата. Искрено по ова прашање, она што е моја информација, што јас знам дека најдобрата собна температура е некаде околу 23 степени, но вториот дел и многу повеќе околу тоа не сум спремен да дадам одговор во моментов, но затоа ќе побарам да се повика можеби некаков стручњак во утринска нателма, човек кој што малку е поупатен во оваа област и знам дека ова е актуелна тема и дека многу од вас го имаат исто во прашање и би сакале да го дознаат одговорот на ова прашање, така да ќе поразговарам со луѓето тука во Телма за да овозможат можеби гостин кој што ќе ви даде подобар и по-специфичен одговор на ова прашање. И ова беше последното нешто кое што го добивте од мене денеска. Ви благодарам на секого од вас за храброста и за интеракцијата која што ја правиме и што придонесувате да ова биде се побогата и побројна заедница. Она што ми останува за крај е да ви посакам здрави животни навики, да ви посакам убав остаток од работната недела и секако да се видиме веќе наредната среда. Пријатно!